за да се оствари материјална или нематеријална штета при пад од моторцикл на улици во конкретно во Скопје, треба прво да се утврди дали конкретната улица е во надлежност на градот Скопје или е во надлежност на општината. Генерално правило е дека големите улици и булевари, значи магистралните улици и булевари во градот Скопје се надлежност на градот Скопје, додека помалите улици, сервисните и стамбени улици се во надлежност на општината. Бидејќи градот Скопје има формирано јавно предпријатие улици и патишта кое што се грижи за одржувањето на улиците кои што се во надлежност на градот Скопје, во праксата сретнуваме повеќе примери во врска со тоа кој субјект е пасивно легитимиран. Па заради тоа најдобро за да се оствари ова оштетно побарување, најдобро е да се поднесе тужба против градот Скопје и против јавното предпријатие улици и патишта, бидејќи законски и едниот и другиот субјект можат да се јават како носители на пасивна легитимација, бидејќи законски и двата субјекти се одговорни за одржувањето на главните магистралните улици и патишта низ градот Скопје.